Do you speak English? Им се истопори американецот, мислејќи дека ќе се изнаправи муавет со странците од Демир Хисар. No, одговори Јане како најповикан член на групата. Sprechen Sie Deutsch? Повторно праша американецот. Nein, се изрази зрпе, бидејќи некогаш пред тоа бил во Германија. Parlez-vous français? По трет пат праша американецот. Но, љубезно одговори Шунда, од имаше посетувано настава по напреден француски. Понимаеш по-руски? Очајнички запраша човекот кој сакаше по секоја цена да ги испочитува гостите за кои не знаеше ништо. Нет, несигурно одговори србинот, бидејќи не сакаше да остане подолен од другите. О, мај гад, рече американецот и ги подигне рацете, се фати за глава и како да сакаше последен пат да праша дали луѓето со кои разговараше или се обиде да разговара се со некоја говорна мана. Но свати дека се тотални трупови што не познаваат ниту еден од споменатите јазици. Замислете, тој еден знаеше 4 јазици, а тие четворица не знаја ниту еден. Па на крај и тоа немаше никакво значење. Важна беше намерата демирхисарскиот бисер да го освои светот. Всушност таквите амбиции се присутни во менталниот код на речиси секој демирхисарец. Здраво, Јане. Се надевам дека не си луд што досега не успеа да ти се јавам. Право да ти кажам, нема воопшто слободно време. Знаеш како е. Млада војска, гуштери, па секој ден не тупат угоре-удол, па нема време за ништо. Веднаш по заклетвата почнувам да свирам во домот на армијата во Винковци, и тоа на бас гитара. Другата недела по заклетвата ќе ме пуштат дома, по инструментите. Јас ги лажев дека имам убава бас гитара и појачало Фендер. Ги лажев, се разбира. Затоа ти имаш задача за 2 до 3 недели да најдеш некоја бас гитара за да ја купам. Не мора да е Фендер или Gibson, ама нека биде убава, барем за око. Нека биде цената околу 1 до 1,5 милион динари. Инаку во домот ќе свириме секоја сабота недела во ресторантот за граѓански лица. Тоа е другар Шунда. Здраво, почитуван Шунда. Денес е среда. Ти се јавувам со мало задоснување, но верувам дека ти ми простиш, бидејќи знаеш како е. Премногу сум добар. Првите дена ми беше многу тешко, но сега по 2 недели како да сум навикнат и воопшто не чувствувам никакви потешкоти. Друго, Шунда, многу ме израдува твоето писмо, зашто тоа беше прво писмо што го доби во војска. Ми го дадоа предручекот. Не сакав да го отворам предручек, зашто знаев дека од возбуда ќе го изгубам апетитот. Ручав и отидов кантина. Купив пиво и цигари и седнав надвор на клупата. Сам. Писмото го отворив толку внимателно и забавено, така што мислев дека ако го отворам одеднаш, нема вистински да го доживеам неговите пораки. Почнувам да читам. И некој грч ме стега, како да сака да ме уништи. И не сакајќи дали од жал или радост, почнаа да ми теча слози. Го зедов пивото и отидов да си легнам. Беше време за одмор. Пред да си легнам го препрочитав, го ставив под перница, но никако да заспијам. Не се сеќавам што му напиша во писмото што толку беше растревожен, но скоро во сите негови писма пробајуваше некоја поетска нишка полна емоции. Јане Ангелевски.
Роден е на 6. август 1964 година во Битола. Второ дете на Ангелина и Александар Санде Ангелевски. Дел од основното образование заврши во Австралија, каде што со родителите престојувал од 1970 до 1974 година, а продолжил во Демирхисар. Црноморестиот мургашевец првите музички обиди ги направил уште на 10 годишна возраст во школскиот оркестар како надежен и талентиран инструменталист на кларинет и саксофон. Во музичката секција настапува во Народниот оркестар заедно со неговата повозрасна сестра Весна и братучет му Зоран Зраевски Зрбе. Потекнува од музичка фамилија. Татко му Александар е еден од познатите мајстори на хармоника на старите демирхисарски свадбарски тајфи, кој освен на хармоника знае да свири на шупелка и виолина. Во семејството Ангелевски има уште неколку музички надарени членови: браќата на Сандо Киро, Јонче и Гоце и сестра му Весна Ангелевска Митровиќ. Уште кога бил дете, Јане имал некоја чудна наклонетост кон дувачките инструменти. Санде и Ангелина, неговите родители, се сеќаваат на детските игри на Јанета, кога постојано држал некој предмет во уста и симулирал свирење на кавал. Знаеле дека детето ќе им биде најмладиот музикант во фамилијата. 2 години по враќањето од Австралија, поточно во 1976 година, кога Јане наполни 12 години, му го купиле првиот кларинет. Откако го заврши основното образование, за неговите родители не постоела дилема каде Јане да го продолжи образованието. Речи си без никакви проблеми ги поминал сите предуписни проверки и тестови. Се запиша во средното музичко училиште во Битола на инструменталниот одсек група кларинет во класата на Панде Татарчев. За натамошното усовршување на кларинетот потребно било да се купи и нов кларинет. Заради тогашните строги прописи за набавка на инструменти од увоз, неговите родители се решиле преку Трајка Дамевски Шате, кој често патуваше во Франција, да му купат нов кларинет. Така, во 1980 година му го купиле новиот кларинет Буфет Крампон RC. Тоа беше првиот кларинет од оваа марка што воопшто беше донесен во Битола. Со гордост се присеќаваше Јане. По завршувањето на средното музичко училиште во Битола, се запиша на Музичката академија во Скопје на наставно-теоретската насока. Тој е првиот студент од Демирхисар што воопшто се запиша на оваа високообразовна институција. Стручното усовршување на академијата во Скопје им беше потребно и нему и на групата, бидејќи освен тој, никој во групата немаше теоретски музички наобразби и покрај тоа што по некој од нас дивкаше некоја музичка теорија. Академското усовршување не му попречи натаму да остане верен на својот инструмент и континуирано работеше на негово усовршување. Во почетокот се обидов да одам кај кларинетистот Димко Шопевски од Суодол. Него го биеше добар глас. Одевме заедно со Зрапета. Во почетокот Димко не сакаше да не прими. Бевме упорни и секојдневно му додевавме. Сепак, кога се реши да не прими, ми објаснуваше само некои теоретски работи, а никако не сакаше да свири пред нас. Се сеќавам на зимата 12 декември 1976 година. Истата година кога ми го купија кларинетот. Тргнавме по пладнето со Зрпета пешки во Суодол кај Димка Шопевски. Времето беше толку студено што успеавме да појдеме само до Лозиното Филеско и се вративме назад. Од Димка не научив многу, но средбите со него беа корисни, бидејќи за мене тоа беа први контакти со човек што знае да свири на кларинет. Подоцна одев кај Стојка Дамчевски и кај Толета Очван. Во 1978 година на Водици и Божван свираа татко ми, Толе и Иван Дамчевски со потница. Им се приклучив и јас, а тоа ми беше еден од првите јавни средселски настапи. Тешко може да се стигне до бисер